Сабота е веќе добро познатиот термин кога е резервиран за уште една животна преказна. Здравице Милечи, јас сум и денеска вашиот домаќин кој ќе има одличен соговорник, бидејќи велат ако срцето навистина верува, тогаш Бог секогаш делува. За многу интересни и многу работи кои навистина ни значат на сите нам, ќе зборуваме во ова издание на животна преказна кое ќе ни отвори некои нови видици, ќе дознаеме нешто многу повеќе. Ќе слушнете за кого станува збор, а јас ќе бидам овде во студија и секако ќе го поканам за кратко мојот денешен гост. Вечерва носиме искрена животна преказна. Приказна за човек кој е роден во Скопје, кој својот живот го посветил на служење на Бога. Разговараме за животот, за правецот по кој оди светот, за разводите, љубовта и изгубените морални вредности. Отворен разговор за верата, човекот и надежта. Наш гостин е отец Бобан Митевски. Чисто задоволство ми е во студија да го поканам отец Бобан Митевски во животна приказна. Добре дојдовте, навистина од срце ви благодарам. Повелате домаќински и одговорно и овој пат секако пред гледачите на Македонската радио телевизија. Навистина секогаш ми е често задоволство да дознам нешто повеќе, бидејќи сум навистина верник и сакам да слушнам од другата страна, од луѓе кои навистина знаат и верувам дека ќе биде корисна емисијата и за нашите гледачи. Пред се, нема да ве персирам, да биде или по природно и по спонтано. Како си, отец? Дали си добра? Па слава на Бога, еве по празничниот период кој што го имавме, нели, низ текот на целиот декември со оние домашни слави и имендени кои што ги прославуваме, учествуваме во радоста, учествуваме во тоа духовно надградување и така натаму, па потоа следеа празниците нели низ јануари. Ова е некако период, завршивме со водици и мирен така малку период, да се пододмориме, иако оваа година започнува велигденскиот пост порано, на негде за 3 недели од сега, така што повторно ќе се вклучиме во еден циклус кој што е така специфичен и интересен, но доста продуховен и доста нуди капацитет за себе нављудување, размислување, за едно воведување, би рекол, поблиску во тоа заедничарење со Бога. Кој е всушност отец Бобан Митевски, еве на самиот почеток за сите оние кои не го познаваат отецот? Секогаш е тешко да се говори за себе и тоа себе представување изискува различни концепти или пристапи, но еве наједноставно. Јас сум свештеник при еден храм во населбата Аеродром, посветен на светиот Николај Чудотворец. Слава на Бога, предстојам по благословот на мојот епископ, архиепископот Охридски македонски господин Стефан, на една прекрасна црковна заедница. И она е кое што во најскромен опис би го рекол за себе. Свештеник кој што си е посветен на службата, се трудам да останам посветен и да го пренесувам на народот преку личниот пример, она кон кое што сум повикан, но уште повеќе она што сум го избрал самиот да го правам. И сметам дека во животот тоа секогаш е така. Кога нешто ќе сакаме да избереме, па тогаш дајте да се посветиме на тоа онака како што треба. Не сакам да звучам нескромно или не сакам да звучам гордо, имам уште многу што треба да надградувам и да правам нели кај себе, но дај Боже барем да послужувам колку толку малку во слава на Бога и за доброто на секој поединец. Во секој случај на вистинскиот пат. Што е оно што во последно време те зачудува, оно што го забележуваш, те загрижува на некој начин кај луѓето околу себе? За жал, нели, секогаш зборуваме за тоа што навистина го согледуваме и го гледаме дека не обкружува. А тоа кое што особено ме загрижува е немањето чувство кај нас, би рекол, повеќе за заедништво. Туку некако сите сме се предадени на самите себе, некако таа индивидуалност, некако, ајде ќе опишам нели како себичност или себељубие, како што ние сакаме да кажеме во црковниот контекст, е нешто што навистина ме поразува. Од една страна луѓето не сакаат да пожртвуваат од себе
и заради себе, и заради сето на кое што ги обкружува, мислејќи дека се самодоволни, дека овој свет Себичност на некој начин. Дека овој свет се сведува на една самодоволност, напротив не, затоа што на првата кривина ќе не порази животот со тоа што ќе ни го испорача или ќе ни го приреди. Односно тогаш баш ќе ни треба подадената рака. Затоа тоа е навистина она кое што не само што ме вади од некаков такт, нели, туку повеќе ме поразува до некое разочарување и исто така вториот аспект е немањето чувство за една повозвишена, подлабока димензија на расудување и на размислување на работите. Туку буквално како понаа народната што ти е, нели, на ум, тоа на друм, некако не сакаме па да го прифатиме концептот на нашите постари. Често пати ги поучувам така моите верници, им велам зошто мораш веднаш да кажеш. Изброј до 10. Не е за џабе тоа го рекле нашите постари. Тогаш умот ќе ти се смири, тогаш устата ќе ти се заузда, ќе размислиш прво во себе, ако тоа го кажеш што сакаш да го кажеш, кои ќе бидат последиците од сето тоа. Да се провериш сам со себе. Па на некој начин, пред да изговориш нешто. Живееме во време на напредок или во време на се поголема збунетост? И двете. Напредокот е очигледен, нели? Се гледа буквално на секое поле, особено на технолошкото поле, па би рекол и научното поле, затоа што технологијата веројатно овозможува повеќе работи да ги заклучуваме отколку што некогаш без технолошките придобивки можело човештвото тоа да го направи, да. Но некако, иако сето тоа не води или треба да не води кон напред, ние всушност стагнираме многу, затоа што се потпираме премногу, би рекол, на технологијата и на технолошкиот напредок, а не на своето искуство, на внатрешниот такт, на искуството на нашите предци кои што го нема, можеби тој напредок технолошки и технолошките средства, сепак знаеа како, и со природата, и со секојдневието, и со болестите, ако сакаме така, и со сите предизвици на кои што одговара. Така. Сметам дека премногу се потпираме без малце да погледнеме и во својот внатрешен потенцијал. Некако имам чувство дека луѓето и дефинитивно е така дека се повеќе имаат, не мислам само на материјалното во денешно време, а се повеќе се осамени, се повеќе изгледа како да немаат воопшто ништо, се чувствуваат многу помалку. Па мислам дека тоа е затоа што тоа што се го имаме и ни е на дофатна рака, некако и не многу се трудиме за тоа. Еве како пример ќе го кажам следново. Денес одиш во маркет, можеш се да купиш. Се ти е достапно. Се ти е достапно. Еве јас се запрашав во една пригода, велам, од каде се ова доаѓа? Кога ќе видам јас лично или во мојот круг на луѓе поблизок и подалечен, па никој не работи за да произведува храна. Од каде сета таа храна, нели, тука на полиците и така натаму и така натаму. И тоа некако доаѓа како едно чувство и на поразителност, но и на освестување. Знаете, човекот ако работи со земјата, тогаш тој го чувствува бенефитот не само на тоа што земјата му го дава, туку и на еден мир, на еден спокој, на една ангажираност, на едно вреднување на нешто. Поинаку, да, има поинаква тежина сето тоа. Така е. И знаете, и она кое што од секогаш важело, тоа што ќе го постигне со твојот интелект, со твоите таланти, со твоите 10 прсти, навистина знаеш да го цениш. А тоа што ќе дојде на овој или на оној начин, кој што, еве, нема да го наречеме дека е сомнителен, туку е на брза трака, сето тоа некако не го исполнува човекот, затоа што недоволно се потрудил. Апсолутно. Ве заплашува ли фактот дека се повеќе ги губиме тие луѓе кои допридонесуваат? Да, ги губиме затоа што не знаеме прво да им кажеме благодарам, второ не знаеме да ги мотивираме, не знаеме да им се најдеме со другите потреби кои што нели тие луѓе ги имаат. Некако се оставени да го прават тоа заради својата екзистенција, а ние гледаме дека како тие да морат да се тука за нас, односно дека повеќе сме ние за нив отколку они за нас. Тие за нас, да, обратно, заменети со улогите. Некако исто мене лично ме револтира фактот дека се повеќе во скапите продавници не се ценкаат, народски кажано, луѓето, а тоа го прават на пазар.
сосема изместени вредности. Многу добра забелешка. И тоа често, знаете, тоа го имате како концепт, еве, например, во Евангелието ние го имаме. Кога пристапува да ставаат донации во едно ковчеже кој што го имаа во храмот, а Христос тука седеше и ги наблюдуваше за да им даде поука на апостолите подоцна, пристапи една жена која што остави 2 лепти. Тоа била парична единица, као денес да ви кажам не е ни 20 денари, значи поминорно од сето тоа. И веднаш ја осудиле за тоа што го остави. Демек, во смисла сега подобро ова да не го оставаш отколку таква скромност или таква непотребност да оставаш, што со тие пари ние можеме да направиме. Тогаш Христос им кажа дека не смееме да судиме и им кажа дека оваа вдовица остави од својот недостаток, а сите други оставаа од својот вишок. Односно, си го чува, а тоа за нив што им е потребно, па иде ова може нема да ми биде потребно, ќе го оставам, а таа остави се што имаш. Тоа е тој наш пристап денешен кога ние не сме подготвени на една жртва која што ќе значи поголем прилог за нешто во иднината. Во иднина, така. Убаво кажано, што оно што најмногу ни недостасува? Љубов, внимание или трпение? Може би рекол трпение, и би рекол смирение, и би рекол еден малку повисок степен на духовна посветеност. Затоа што човекот е создаден за врската со Бога. Сега некој ќе рече добро дошол свештеникот зборува од својот аспект. Не, јас зборувам од своето искуство. Не зборувам од својот аспект. И јас во еден период од својот живот, веројатно пред да почнам да учам богословија и така натаму, не сум бил толку директно, можеби посветен и поврзан во таа заедница со Бога. Исто така денеска низ оваа пракса на 15 години свештенство сум го видел тоа кај многу луѓе дека тие 30-40 години од својот живот немале познание за Бога, па потоа како дошле и така натаму. Со годините, да. Така, и како ја гледам промената или го гледам животот пред и животот после. Фазата пред и фазата после. И затоа морам да кажам дека тоа е некако примарното. Но тоа не значи ние повторно да го сведеме тоа на себе или само на личен однос со Бога. Не постои себичен однос со Бога, туку постои само низ заедницата, постои заедно со другиот. Ние имаме во литургијата една прекрасна реченица, тоа е како молитва што ја кажуваме, и кога свештеникот извикува на еден дел од литургијата и вели кон верниците, обраќајќи се, вели да станеме сите едно срце и еден ум. Значи, исто да посакуваме, исто да размислуваме. Исто да размислуваме, така. Да. И на тој начин тоа е, значи, темата која што нели нас не споделува. Но го спомнавте трпението, навистина ни недостасува. Кај нас нели краток е малку фитилот на реакција, веднаш реагираме. Тоа е оно што реков дека не броиме до 10 за некој работи. Така е, да. И љубовта како особено важна компонента, како нешто што е двигател, како нешто што понесува и на крајот на криштата. Тоа е смислата на постоењето. Јас да станам љубов. Апсолутно. Не знам колку ја слушна најавата, ова некако што го кажа сега со срцето и со умот се надополнува на оно што јас го кажав, дека тоа го прочитав нормално и некако ми одеше спонтано така да ја најавам емисијата, бидејќи си ти гостен. Велат кога срцето верува, Бог секогаш делува. Дали го бараме Бог најмногу кога сме во проблем, кога имаме нели неискрена, неубава љубов, кога сме тажни, дали секогаш во тие некои такви моменти знаеме да се свртиме кон Бога, а не секојдневно, кога сме и срекни, кога ни се случуваат убави работи, тогаш имам чувство дека некако го ставаме на страна. Да, само кога имаме проблеми. Да, тоа е концептот, нели, затоа што ние се плашиме дека ќе изгубиме од нашиот комодитет, нели, ако го бараме Бог во нашиот живот. Кога ние се арно како да сметаме дека ние сме извор на сето тоа и дека тоа е готово, задоволни сме, тоа е полнотата на нештата, затоа што не размислуваме, ние тоа го нарекуваме од перспективата на есхатонот, односно од перспективата на вечност. Туку размислуваме само од перспективата на времето. Ама ова време е минливо, ова време е завршливо. Човекот не е создаден за да заврши тука, туку е создаден за да продолжи да постои. Сега, она кое што многу добро го посочи како момент, а тоа е дека ние го бараме Бога само кога имаме предизвик или кога имаме искушение. И во рете. Дај Боже да го бараме Бога, па било во која ситуација да биде. Но треба да научиме да го бараме и во радоста, затоа што Господ не е извор
воопшто не е извор на нашиот предизвик или на нашето искушение, туку ние, нашата оддалеченост од оној што е извор на светлина, на љубов, кој што е самиот светлина и љубов, а ние сме попаднале во темнина, значи ние сме поделека што не треба да одиме. Так. Сега после бараме светлината да ни го осветли патот, тогаш го бараме Господ. Има еден свет отец кој што кажува една многу прекрасна реченица, вели: ние луѓето често пати го бараме Бога во потреба, во предизвик, кога сме болни, кога некој близок ќе ни почине, кога имаме нешто што не можеме да го решиме. Кога ни се руши светот, Ете така. Вели, па тогаш нели е подобро секогаш да ни се руши светот, што само тогаш го бараме Господ. Да, буквално така. Треба секојдневно. Дали мислиш дека доволно сега младиот светите конкретно е свртен кон Бога и дали се повеќе сакаат да одат во црква, сакаат да слушаат молитви? Да, после тој генерацијски јас, нели, транзицијата, периодот и така натаму, кога генерациите не можеме да ги обвинуваме. Знаете, преминува од едно општество на едноумие во кое што беа воспитувани, во кое што се губеше традицијата, во кое што се губеше врската со Бога, со црквата, со свештеникот и така натаму. Сега дојде периодот во кој што овие помлади генерации навистина пројавуваат интерес кон Бога. Можеби тоа се должи малку и на љубопитноста кај младиот човек, но верувам дека повеќе се должи на предизвиците со кои што младиот човек е опкружен. Знаете, дома ги има своите родители кои што се од една транзицијска генерација. Тие се луѓе кои што во најчест случаи се стечајци, кои што поминале тежок живот и период, и сега колку и да сака, нели, младиот човек, нивното дете го искусувало искуството на сето тоа. Тоа некако го насочува да ги бара вистинските вредности. Некогаш лутаат, залутуваат кон вакви или такви проекции на нештата, но и тоа трагање кога тогаш, затоа што Господ се грижи за сите нас, ќе ги доведе до вистината. Еве, јас можам да кажам дека она што го забележувам во храмот каде што служам, но кој што сум го видел и во други храмови, навистина процентуално присуството на помладите, би рекол, повисоко или пак избалансирано со присуството на постарите. Иако е подеднакво важно и на едните и на другите. Затоа што постарите се предметот, би рекол, на искуството или оние кои што го носат искуството, а младите се тие што треба да го продолжат тоа на следните генерации. Така е. Каде некако ги изгубивме вистинските вредности? Дали главниот проблем е семејството, воспитувањето или брзиот начин на живот, бидејќи навистина никој нема време за ништо? И тоа, и исто така девастираното образование, изгубените вредности и улоги, би рекол, во семејството, потоа брзиот или лесниот начин, она кое што не мотивира и не води. И сега ние често се идентификуваме со примерите кои што ги гледаме. Сега, например, гледаме некој кој што се, не знам, збогатил, иако не знам што значи богатство во вистинската смисла на зборот, дали тоа се сведува само на материјално и на пари, ама ако човек е продуховен, не го размислува само, нели, тоа низ тој аспект, само на материјалното и пари. Да, тоа е само еден сегмент. Што значи материјалното и парите ако ти немаш живот пред тебе, или ако ти немаш здравие пред тебе, или ако ти си депресивен, си анксиозен и не си среќен, ако луѓето те гледаат само низ призмата на тоа и те дружат само заради тоа и немаш вистински пријатели на кого можеш да се искажеш и да се докажеш и така натаму и така натаму. Значи се сведуваме на еден концепт кој што ни нуди минливи и неодржливи нешта, ама ни е полесно. Не треба ништо да вложиме, не треба да малце да се помачиме. Ама човеков денешен треба да свати дека тоа што го сваќа како мачење и како измачување всушност не е, туку е вложување. Како кога сакам нешто да добијам од земјата, морам да ја изорам, да посадам, да го негувам, да го наводнувам, да му зборувам на растението, за на крај да го оберам плодот. Па треба време. Но каде се брзам? Учествувам во сето тоа, придонесувам во сето тоа, се вградувам во сето тоа. Така што моето посветување на нештата значи мое вградување во тие нешта. Ништо не ми одзема тоа од мене. Туку напротив, ме збогатува. Навистина е тоа така, но некако имам чувство дека исто материјалното излезе пред човештвото или она што е човечко. Така. Зошто дојдовме како дојдовме до сето тоа? Па затоа што се направивме робови, а не сме слободни. Кога сакаш, кога му служиш на материјалното, значи дека си роб.
си го поставил како идол и иташ кон него. Сега, да не зборам јас премногу општо, на сите нас, сите ние имаме некакви потреби, така? И тежнееме кон средување на некои работи во нашиот живот, да дојдеме до наш стамбен простор, да имаме возило, не знам. Да имаме некоја цел, да. Ама сите тие аспекти се толку разбирливи дека треба да ги имаме и да се трудиме. Па генерацијски секогаш било и мојот дедо требало да изгради куќа каде да живее ако неговото не наследил, да. Така, и не знам да прикупи имот и така натаму, но тоа е нормално да го правиме, но не е нормално она кога јас почнувам се да вложувам на таа карта. И мислам дека тоа мене ќе ми обезбеди моќ, сигурен живот и дека јас ќе живеам до крајот на животот мирно и спокојно. Тогаш доаѓа поразот. А поразот, например, го гледаме во Евангелието повторно преку една парабола. Вели, му роди нивата на еден човек, Христос ја раскажува оваа парабола. И му роди, вели, повеќе од сите години жито. И рече, што ќе правам? Вика, ќе ги зголемам амбарите за да го сместам ова жито. И тогаш вика, во сон доби повик. Човеку, а што ако Господ вечер ти ја побара душата? На кого ќе го оставиш тоа? Да. Ете ја таа неразбирлива, нерасудлива, би рекол неразумна грижа за нештата, кога овој живот, како што вели псалмот, е како цвет. Тој прецутува, ќе дувне ветер, исчезнува. Така, да. Или како велат, сите сме гости на овој свет и никој ништо не однел на другиот. Така. Освен она, кое што е дело на душата. Апсолутно, да. Каде изгубивме врската меѓу родителите и децата? Па ја изгубивме преку тоа што денешниот свет кој што дава еден побрз проток на информации за помладите генерации, а постариве некако не се прилагодени на технолошките придобивки и така натаму, а помладиве се и побрзо го добиваат тој проток на информации, некако можеби повеќе знаат информацијски, ама пак искуствено не. Сега младиот човек чија што душа е, чија што природа е пргава, треба родителот како да ја смири со своето искуство. Па да, тоа значи дека многу повеќе контролираат отколку што слушаат? Да, и многу повеќе контролираат или го сведуваат тоа само на што треба да се заврши, како да се заврши, место да поучуваат, место да советуваат, место и да прашаат што мисли младиот човек, што размислува, чекај, како ти го мислиш ова, како го размислуваш и така натаму. Значи, повеќе муабет, повеќе диалог, тоа се изгуби. Разговорот се изгуби. Значи, во самата тајна на зборот диалог го има она глаголење кое што значи разменување на суштина, на информација, на длабочина и така натаму. Еве што се случува. Денеска родителите, например, изморени од секојдневието, доаѓаат од работа, немаат време за своите деца и ги оставаат децата сами со себе или со она кој што ќе им го понуди улицата, интернетот и така натаму. А доволно е, велат, сите овие луѓе кои што се занимаваат со оваа проблематика, да му посветиш барем 10-20 минути на твоето дете. Ама на тој начин и за себе си посветуваш. Се оттргнуваш од секојдневието, од проблемите на работа, од предизвиците на работа, менуваш тема, разговараш за нешто друго. Тоа би им го порачал на нашите гледачи. Разговарајте што повеќе, ама во разговорот се учествува и се внесува и се влегува достоинствено, се влегува со почит кон другиот, не само со критикување, туку некогаш и со слушање повеќе отколку критикување. А обично критиката е најприсутна и контрапродуктивна. Така, некогаш ќе ја одложиш критиката ако атмосферата, амбиентот не е поволен сега да ја кажеш. Кажи ја кога ќе се смират страстите, кога ти на огнот ќе му фрлиш дрва, тој ќе се разгоре. Тоа значи дека и се почесто слушаме дека децата се затворени, особено во пубертети, дека не сакаат да споделат проблеми, тогаш мислат дека им се руши светот, нели, мора да биде се понивно. Како да се справат во тој момент? Да допрат до нив, но критиката значи да ја тргнат на страната. Критиката мора да ја има, но во форма во која што треба да ја прими. Еве, нека биде совет, нека не биде критика. Ако тоа ќе се каже топло, со еден љубовен јазик, со еден љубовен пристап. Ама слушај, кога ти ќе бидеш поразен, нели, прво во самиот себе за тоа нешто што се случило и така натаму, јас верувам дека тоа ќе постигне ефект, но сега ние па што сакаме? Од првиот муабет да се средат работите. Да. Не ќе бидеме упорни. Ќе бидеме упорни. За се треба посветеност. Така, исто, ќе побараме и помош, каква и да е.
Ке се обратиме Стручна, кон некој близок, стручна помош, кон свештеникот, кон црквата, помош од Бога, секогаш тоа го забораваме. такви случаи? Да, имам, да. Значи, се сведува нашата работа пастирска и мисионерска буквално на тоа. Например, еве сега ќе дојдат великите пости, исповедаме луѓе, советуваме луѓе, доаѓаат, ги споделуваат своите проблеми. И тоа е еден институт, еден филтер, каде што тие не само што се ослободуваат од сето оно што се напластува во нив, тоа е најмалку важни, туку се воведуваат во еден нов начин на живење, кој што јас секогаш им кажувам и ги поразувам со тоа, дојдовте во црква, зошто? Па да најдам мир, нема да најдеш мир. Ама ќе научиш како да го бараш. И како да ги вреднуваш работите, како да ги гледаш преку друг аспект. Како да допреме до луѓето кои знам доста кои би сакале да дојдат и на исповеди, меѓутоа не може да го направат тој прв чекор. Ако човекот е подготвен за промена, тогаш не може ништо да го спречи ако сака да си помогне. Јас тука не ја разбирам бариерата. Мислам дека секој од нас има таква потреба. Не ја разбирам бариерата. Сакаш да си помогнеш, а се резигнираш, се повлекуваш. Зошто? Јас ако нешто сум свесен дека сум го направил, кидам на плоштад и ќе кажам, јас луѓе го направив тоа. Сите од нас правиме грешки. Не е важна констатацијата дека сите од нас правиме грешки. Туку е поважно тоа што треба да ми го кажеш, но ќе се трудам да не го повторувам тоа. Можеби повторно ќе го повторам, ќе паднам. Знаете како, клинот што влега од длабоку треба полека да се вади. Ако го извадиш наеднаш, можеш да направиш поголема белја или рана. Затоа полека. Така им вели свети апостол Павле на Солуњаните, вели сега ве роди во духот. Ве роди во овој живот. Не можам да ви давам наеднаш тврда храна. Туку ќе почнам како што е со бебињата, со млеко. Да. Исто така, луѓето се исплашени дека веднаш кога ќе дојдат во црква и сега свештеникот ќе им даде да постат или не знам што да прават. Не, напротив. Пристапот е како кај секој почетник. Ти си во прво оделение. Да, има и што се пето, шесто, седмо и осмо. Почнуваме од азбуката. Апсолутно. Како нешто што искрено мислам дека сите ги мачи, дека секој сака да слушне како да си помогне, како да се прифати болката кога ќе се изгуби близок. Значи, дали е тоа родител, не дај Боже, да е дете, велат дека треба да се научиме и дека треба тоа да помине период, да го прифатиме. Меѓутоа, мислам дека никогаш не сме спремни за тоа, дека никогаш скроз не може да исчезне од нас. Како секако. Знаете, лузната секогаш ќе остане на телото после раната, така? Но ние ако го сосредоточиме нашиот ум само на лузната, а не ја носиме како белек, кој што треба да не поттикнува, а не да не остави на своето рамништо, односно посветени само да размислуваме на него, тогаш ништо не правиме. Имено на сите кои што доаѓаат буквално со ваква дилема, со ваков предизвик, прво им советувам да не си поставуваат многу прашања. Што? Како? Зошто? Ако го направив ова? Ако го направивме ова? Зошто? Зборуваат за една категорија која веќе поминала. Што сега и да си бараат како одговор? Само повеќе ќе се измачуваат, нели, и не можат да најдат решение. Да. И она поважното од ова, а тоа е дека се во нашиот живот е по промисла Божја. Да веруваат на промислата Божја. Бог никогаш не промислува од аспект на казна, од аспект на тоа да ни наштети, од аспект на некој кој што е суров и кој што ги казнува нашите грешки. Затоа што Бог е љубов. Бог не е оној кој што држи камшик и не казнува. Туку Бог постојано не љуби. И сега некој ќе ми рече како не љуби преку смртта. Некогаш тоа е неговиот начин на љубење. Ако ние не му веруваме дека не донел во овој живот, ни го дава воздухот, ни ги дава плодовите, ни ги дава талантите, ни ги дал децата, ни дал многу работи. Ништо до овој свет не е наше, се е на Бог. Освен една работа не е на Бог, а е уникатно наше, а тоа е гревот. Ако за сите работи му веруваме на Господ, тогаш треба и во овој случај да му веруваме на Бог. Гледајте, христијанскиот аспект на размислување во однос на смртта е малку поинаков. Не дека ние не тагуваме христијаните, не ние дека не ја сваќаме загубата како трагедија. Смртта е буквално трагедија за човештвото зашто не е составен дел од нас, но Христос воскресна. Смртта е победена. Ако низ воскресението веруваме во работите и ги преосмислуваме, тогаш навистина ќе најдеме една друга смисла на животот. Најважно е да веруваме. Тоа е најбитното. Дали мислиш дека е поголем и потежок моментот на самата смрт
кога ќе се случи или тишината која останува после смрт? Не сваќањето на сама фокусот нашето сосредоточување на смртта. Ние мислиме дека тоа е крај, дека тоа е крах. Не, тоа е почеток. Тоа е премин. Сега треба да мислам пред да дојде преминот како ќе преминам преку таа врата. Значи тоа е една врата која што се отвара и јас заминувам во една поинаква, ајде ќе ја опишеме како димензија. Тоа треба да го знам уште на време на овој за живот. Врата е што се отвара. Треба да знам како ќе влезам и каде ќе влезам за таа врата. Дали одејќи во пресред на Бога, неговата близина, сето она со кое што он зрачи, а ви кажав, тоа е љубов, тоа е радост, тоа е мир. Дали таа љубов, таа радост, тој мир мене ќе ми пречи и ќе ме пече и ќе се срамам од тоа што сум? Да. Или ќе притрчам на преградката со која што Бог секогаш постои? Так. А само за како сатисфакција еве на гледачите да им кажам нешто. Многу важно. Каков е Бог, за да го разберат? Има во Евангелието една прекрасна парабола, така се вели, за изгубениот син. Имаше еден домаќин 2 сина. И помладиот побара да му го даде делот од неговиот имот, не сакаше веќе да живее во заедница со својот татко, отиде го потроши имотот на жени, коцка, на се нешто. И на крај стана страдален, дури за храна. Најде една работа како свињар и вели, буквално самиот го кажува тоа. Вели, беше страден да јаде од коренчињата и од тревата од која што јадеа и свињите. И вели, дојде на себе си. Рече, во домот на татко ми имав такво изобилство. А види на што се сведов. Ке одам, ке му се извинам и ке побарам. Не бев достоен да бидам твој син, дај барем да бидам слуга. Кога дојде, а таткото го чекаше секој ден да се врати. Таткото го прегрна и им рече на слугите. Ништо не побара од него. Овој рече, татко извини, прими ме како слуга. Но таткото ништо не побара, рече на слугите. Дајте му облека, вратете му го прстенот, знакот на синовството, овој мој син беше изгубен и се најде. Е таков е нашиот Бог. Само го чека нашето покаяние, нашето поправање. Така, колку браковите денеска и за жал се повеќе разводите, можеби не можат браковите да се оддржат поради сите овие работи во кои и не веруваме, и колку кога можеби ќе биде тука веќе крај, кога не може нешто да се спаси, бараме помош од црквата. Да, доаѓаат, бараат помош и тоа е добро, што се обидуваат да спасат. Се обидуваат да се спасат. Се обидуваат да ја спасат заедницата која што сакам да ги потсетам сите што се во таков еден предизвик. Самите дали ја може да се спаси ту? Да, може. Имало такви, сме имале такви случаи кога се спасувало, сме имале случаи кога можеби сме советувале добро, разделете се еден период, нека помине бурата, затоа што обично во облаците не размислуваме трезвено, во маглата лутаме, излезете малку на сонце, вдишете воздух, па ќе видите друга перспектива на нештата. Разделете се, ама не се веднаш разведувајте. Односно, ако може и не се разведувајте. Можеби ќе живеете разделени одредено време. Ама кога тогаш, ако во вас има потенцијал, прво да се видите себе си, да ја видите грешката во себе си, а не секогаш грешката во другиот. Ако можете да простите, да подсетам, имаше, колку и да е смешно, го кажуваше тоа Сашо Коцев и на Буба Мара, нели, и во добро и во зло. Да. Така, бракот не е само во добро, бракот е и во зло. Што значи? Бракот, оној кој што го бирам како мој животен партнер, па јас го носам неговиот крст. Не е само да бидам во заедница кога ми е добро, туку кога и тој паѓа, а јас да знам како да го подигнам, а не тој паѓа, па добро, сега јас не те познавам и си заминувам. И на крајот на краиштата секој од нас го носи својот крст. Така е, но зошто се соединуваме еден со друг? За да си помагаме во крстот. Да, знам дека некогаш се нарушуваат правилата на заедништвото. Така, некој го нарушува преку тоа што излегува во заедницата и прави работи што се против заедницата. Ама тоа се искушенијата на заедницата. Да. Затоа во нас треба да го имаме, затоа во нас треба да го имаме потенцијалот на тоа некогаш, не некогаш, туку секогаш да сватиме дека не е важно само тоа што го сакаме. Што ако се лишиме од едно, две или три задоволства? А тоа лишување од некакви задоволства лични, кои што се наша сатисфакција, помагаат во одржување на заедништвото, на воспитувањето на децата, на мојот брак, на мојата заедница, на мојот мал дом, на мојата мала црква, да зрачи како круна. Треба да научи денешниот човек да се жртвува и да се лишува, да живее малце поподвижнички.
А тоа за жал мислам дека е главниот проблем денеска и еве од искуство до некои доаѓале да побараат помош. Дали повеќе е караницата пресудна за развод или молкот? Или што е пострашно? Суетата би рекол најмногу. Суетата не може да ги надминат суетите. Кој е во право? И тоа докажување, постојано докажување. Така, за се постојат двајца. Ако сега не можете да се средите, ајде договорете се за оваа тема, ќе молчиме. Ама најубаво е секој да биде до толку созреан што секогаш ќе помине, ќе тргне од себе си. Чекај, што придонесувам јас за оваа караница? Што придонесувам јас за оваа дисхармонија? Не секогаш да ја гледам грешката во другиот, па тоа е најлесно да ја гледам грешката во другиот. Треба да ја погледнам во себе, својата грешка. Можеби јас сум придонел за нешто добро, можеби ќе заклучам дека другиот греши. Па чекај сега, мора ли пристапот веднаш да биде? Ама зошто ова го правиш, ти грешиш, па ќе се поправиш ли некогаш? Зошто да не биде пољубовен пристапот? Па чекајте се соединивме еден друг за да живееме додека смртта не раздели. Тогаш ајде да го унапредуваме сето тоа. Никаде нема да биде лесно, секаде ќе има невремиња, секаде ќе има бура. Јас им кажувам, најчесто кога ги венчавам, ги соочувам со овој факт. И знаете, и мала дигресија ќе направам повторно во контекстот, првата песна што им ја пееме откако ќе ги венчаме, ќе им ги ставиме круните. И откако ги кружиме околу онаа маса која што е замислениот свет, како тргнуваат во новиот живот првите чекори, а во средината е Евангелието, тоа значи во нивниот живот треба да биде книгата на животот, а тоа е Евангелието. И ние пееме една песна која што говори по својата тематика и содржина за мачеништвото, замислете. Не им викаме радоста на животот, туку им кажуваме свети маченици кои во животот и така натаму и така натаму. Им предочуваме дека животот заеднички е мачеништво точно, ама затоа се заедно. И затоа треба да станат едно, кога ќе погледнат да се разбират. Па чекај, таа е твојот избор, чекај, тоа е твојот избор. Кој те тераше тоа да го направиш на крајот на краиштата? Не го направи тоа за да имаш деца и за да имаш маш или за да имаш жена како статистика, туку за да живее заеднички. Сега ќе се вратам кон она кој што им го кажувам, нели, предочувајќи им дека ќе имаат искушенија, ќе имаат бури, ќе има облаци, но велам, да не ве раздени скарани. Зашто колку повеќе останувате минутите, часовите да траат во разделеност, толку повеќе ти се полни главата со помисли, со омраза, со гнев, тоа работи црвот во тебе. Туку, спушти го носот, свари го кафето, викни на диалог. Повторно диалог, да. Некако сите лоши работи ги прифаќаме од Западот, за жал. Како видете, има и добри работи на Запад. Има и добри, тоа не го прифаќаме некако. Тоа ние некако на лошите повеќе, тоа не е полесно. Се почесто посвоени деца од два исти пола. Како бракови се склучуваат, нели, ако гледаме од една страна, да, секој има право да го живее животот како сака, секој има право на избор, меѓутоа, нели, не е тоа природно. Знаете, секој има право на избор, ама секој треба правилно да избере. Да, и да направи правилно. Јас имам право сега да се фрлам во река, кој може да ми забрани, ама последиците од тоа кои се? Значи не сум направил правилен избор. Тоа го кажува уште свети апостол Павле. И знаете, еден од најголемите дарови со кои што Бог го создал човекот е слободната волја. Затоа ние не веруваме во судбина. Затоа што сме создадени со слободна волја. Имено, Бог кој е љубов создава во љубов. Не може да создаде робови чии што живот го исцртал и вие вака ќе живеете. Вие сте машини. Не. Тој не создал со слободна волја ние да избираме, да правиме избори низ животот. Така. А како да разговараме на оваа тема со љубов, со човечко разбирање, а не со омраза и со осуда, да кажем? Дали може воопшто? Можеме, треба да го проценуваме моментот. Ако гледаме дека од другата страна нема подводливост, нема амбиент за диалог и за муавет, премногу е накострешена работата, тоа да се смириме, да замолчиме. Некогаш и во тајната на молчењето многу се кажува и многу се придонесува. Зошто мора се веднаш да се каже? Замолчи некогаш. Собери го умот. Дали има такви случаи кои доаѓаат и бараат помош? Има, затоа што луѓето, знаете, колку и да сме себични, сепак некогаш сме поразени, па имаме деца, па имаме заедница, па ве плаши ли тој, нели, процент на зголеменост? Ме плаши повеќе она што човекот премногу сака да биде комотен. И смета дека дури и бракот и дури заедницата му одзема дел од неговата комотност.
Не може сега, тоа никогаш не го сватив. Например, еве сега некоја критика кон мажите, можеби ќе видам прозван по тоа во коментарите, нели? Но не може твојот живот да се сведува на кладилници. Или на друштво со другарите. Да. Во рете ти да имаш Секој има своја слобода. Да, но не може тоа да биде повеќе да. отколку времето посветено кон семејството, кон децата. Или пак обратно, нели, нешто кај жените што се случува, нели, како девијација. Па да, се повеќе префрлуваат на мажите во правоси. Па знаете, мажот е домаќин на домот. Тој треба да биде првиот пример во домот. Тој е стопанот на домот. Ние велиме тој е домостроителот на домот. Ако он не биде пример, ако он не биде столбот, ако столбот е разнишан, како сака другите диреци во домот да се носат? И тие ќе девастираат. Кога имаме вакви проблеми, кога е вистинското време, кога треба да се побара стручна помош, а кога свештен? Јас би рекол и двете, ама најпрво свештеникот, а потоа стручната помош. Стручната помош веќе е во фаза кога тоа толку влијае што нели треба и нешто плюс отколку само совет. Ама дајте прво да го побараме советот. Ама она кое што мене ме поразува, ама не на некој начин не ми помага во таа мисија да помогнам, именно доаѓа само едниот. Добро е да дојде на почетокот другиот, ама добро е да дојдат двајцата или кога едниот ќе дојде киде на другиот да му каже слушај дај да одиме заедно, тогаш да дојде и другиот. Да. Ама најчесто се случува доаѓа едниот, тогаш што ефект има? Тој ќе го поучам, ќе го посоветувам. Ама што ефект има кога и другата единка е многу важна? А другата единка ќе рече како не ми треба мене. Тоа е веќе знак дека ти не сакаш да се поправи нешто. Еве, бидејќи минутите за жал ни се завршуваат, што би порачал на луѓето кои вечера се чувствуваат осамени, кои не се чувствуваат добро едноставно во својата кожа? Прво, никогаш не сте осамени. Знаете го тоа. Зошто не сте осамени? Бог е секогаш. Секогаш е Бог со вас, вашиот ангел пазител е секогаш со вас. На време на крштенијето, кога се крштеваме, според некои толкувања, дури кога се раѓаме, добиваме ангел пазител кој што е нашиот верен пријател секогаш со нас. Тој е оној глас што го слушаме, гласот на совеста и така натаму и така натаму. Светиите се со вас, предците се со вас, така што никогаш не сте сами. Да, но има луѓе кои немаат надеж, едноставно се чувствуваат безнадежни, ете така. Нема надеж ако нема вера. Ако има вера, не може да нема надеж. Прочитав една прекрасна реченица, христијаните или па сите луѓе на некој начин се деца на надежта. Не може да немате надеж. Затоа што тогаш ако немате надеж, значи веќе сте умреле пред да умрете. Зошто си ја дозволувате смртта пред да настапи физичката смрт? Полоша е таа духовната смрт. Да. Не, трудете се, вложувајте. Например, ако сакаш да стигнеш од А до Б точка и Б точка ти е приматот, целта кај што треба да стигнеш. Колку треба да направиш? Само едната нога, ако ја придвижиш, веднаш се придвижува другата и така натаму. Направи нешто за себе. Ако не направиш за себе, кој ќе направи за тебе? Некогаш е најтешко да направиш нешто за себе. Ама пак, нели, таа себе посветеност, еве сега пројави ја на еден вистински, на еден добар начин. Направи нешто за себе. Помогни си, нели, за себе. Потруди се за себе. Секогаш вложувај и прави, секогаш земај предизвици што повеќе и повеќе. Зашто ако останеш на едно ниво кое што е рамна црта, ништо во твојот живот. Интересирај се. Ако во моментот си нерасположен, ако во моментов не ти се прави ништо, секогаш можеш нешто да направиш. Обрати се кон Господ. Земи читај книга. Пушти некој добар филм изгледај. Јави се кај некој пријател кој што секогаш знаеш дека може да ти даде добра совет. Излези, прошетај. Прочитај добра книга, да. Так. Излези, прошетај малку. Значи, секогаш има што да направиш. Што да се направи. Така, за крај, едно прашање кое може би е лично, кога ќе се извади мантијата на крајот на денот, што најмногу те боли? Повеќе не ме боли, нели, да, некогаш е до болка, туку дали ја чувствував мантијата како идентитет и како живот, или едноставно за мене беше само униформа. Ако ја сведев само на униформа, не е добро. Затоа што за мене мантијата е живот. За мене мантијата е начин на живење. За мене мантијата е сведоштво. Воопшто не е униформа. Тоа е она кое што суми треба да бидам затоа што јас го избрав. Никој не ме примора кон тој избор.
Нема никој во потисното семејство? Во подалечното да. Во Ете, подалечното сепак да, сам на предците- некој начин ја продолжувам традицијата. Традицијата. Секоја чест навистина ми беше пријатно во твое друштво, отец Бобан. Се надам дека им помогнавме доста на гледачите доколку има некоја дилема на сите овие реални животни теми и се надам дека ќе се видиме повторно во некоја прилика. Дај Боже и ви благодарам што покажувате интерес и оставате простор и нели вака посветено се внесувате во едни толку важни прашања да им ги доближите на Па гледачите. навистина важни животни прашања, да, и сите оние кои што сакаат некаква помош слободно може да се обратат. Да, навистина вакви концепти на емисии ни требаат. Знаете, она забавувањето некогаш е преконзумирано и пренепотребно, но ова во кое што ќе зборуваме од животот и за животот, тоа е навистина вистинско. Така, за жал веќе и забавното ни не е толку забавно. Забавно. Тоа е најтрагичното. Во секој случај ви благодарам на гостувањето и секако се гледаме некоја друга прилика, а ќе им се заблагодарам и на нашите гледачи, секако знаете црква Свети Никола така во аеродром и вас ќе поканам повторно следната сабота во истото време на истото место, а до тогаш довидување.